Добар ден од Куманово. Верувам токму така дека за мотоклубот Мечки од Куманово не само кумановци, туку се знае и многу пошироко нашата држава, меѓутоа и надвор од неа, а сето тоа благодарение на успешното постоење сиве овие години преку предсе почнувајќи од хуманитарните акции, едукативните настани, но и организацијата на најголемиот фестивал во нашата држава, па дури и во регионот, станува збор секако за Моторок Фест, кој што го организира веќе традиционално неколку години овој мотоклуб. Токму на оваа тема имам честа да разговарам со Столе Јакимовски, Давор Петрушевски и Бобан Доневски. Благодарам што одвоивте време за овој разговор на македонската телевизија. Давор, ќе започнам со вас. Се надевам дека добро најавив клуб кој што постои од 2008 година. Како се задоволни и што се барем од оние настани е предвидено да се одржат оваа година? Така, јас сум Давор Петрушевски, член на мотоклуб Мечки. Пред се благодарност на поканата за гостување во емисијата на македонската телевизија. Вака, клубот, како што кажавме, постои од 2008 година. Организацијата, клубот, сите настани, дешавки што ги имаме, се дешава, мислам, ги имаме и хуманитарно, имаме едукативни исто дешавки со полицијата Севера Куманово, со доста хуманитарни организации што се во Куманово исто имаме соработка, правиме акции за носење на спортска опрема со полицијата, за предсе за кациги, за заштитна опрема, за моторичка опрема. Така, посветувате настани речиси за сите позначени, можеме да кажеме, празници, одбележувања за Нова година, веќе традиционален, мислам дека годинава по 18 пат ли кој пат беше Дедо Мраз на мотор. Мотор е нашиот најтрадиционален настан што го одржуваме веќе 18 години од првата година, така да тоа ни е стандард. Веројатно во текот на годината секако продолжувате активно со сите настани? Така, секој и хуманитарни и акциите за опрема, за моторичка, тоа е стандард нормално. По неколку пати годишно се одржува тоа. Она што веројатно со нетрпение го очекуваат сите кумановци е секако добро познатиот Моторок Фест. Локацијата е иста, спортскиот аеродром Аџи Тепе, датумот годинава е 12, 13 и 14 јуни идниот месец. До каде течат подготовките, програмата веќе се знае, може да им ја откриеме на гледачите. Здраво, први благодарам за учеството во емисијата, за поканата. Вака фестивалот оваа година традиционално се одржува веќе 8 голема манифестација одржуваме, значи како 8 голем фестивал ни ова. Точно фестивалот расте од година на година, бројот на посетеност на публика се зголемува од година на година, стануваме бренд препознатлива, нешто по што се препознава и регионот, да кажам и нашиот град, фала Богу. Едноставно на секоја година се даваме максимално во организацијата, значи мора секој да истрпи и фамилиите и семејствата и сите да го истрпат тоа, меѓутоа тоа е нешто што е печат за овој град. Благодарение големо и до општината, која што и градоначалникот, кои што препознаваат желба и волја за нешто да се направи за овој град. И исто така благодарение и за Министерството за култура, кое што оваа година за прв пат ни влегува како помош, дава помош за фестивалот и препознава нешто, пошто нешто што се случува големо. Бендови ќе има многу, ќе има организација, ќе има за сите возрасти, значи од најмлади до најстари, имаме аниматори, како и секоја година за најмладите деца преку ден. Имаме организација повторно печење на прасиња, каде што учествуваат бројни клубови, почнувајќи од Бугарија, Македонија, Србија, Хрватска, Босна, од Словенија дури доаѓаат многу моторџии кои што ќе учествуваат на самиот настан. Анимации ќе имаме и за возрастните нормално, значи тука се бендовите кои што оваа година, онака да кажам, малку со една додатна помош и на
благодарение исто и на фирмите кои што помагаат фестивалот да се одржи, значи со една целокупна голема организација оваа година очекуваме публика од можеби преку 20.000 посетители во двата дена и како бендови кои што ќе настапуваат би издвоил неколку сега почнувајќи од локални бендови, ние сме поддржувачи на локалната нели рок сцена пред се. Секоја година гледаме да вметнеме локални бендови и тука би сакал нели и да даме една поддршка сите да се одважат, да се дадат себе, значи млади бендови сакаме да ги ставиме на голема сцена, да децата малку имаат некој да се мотивираат за да продолжат понатаму. Покрај локалните бендови ги имаме нашите македонски бендови, авторски бендови, оваа година од такви бендови ги имаме Тумба, бенд од Куманово, нашите локалци, еден стар бенд со име, традиција големо. Тука ги имаме Overload исто како локален бенд, Дани ќе биде од некој авторски македонски бенд исто онака како препознатливо лице. Сега нормално интернационалниот карактер мораме да го застапиме се повеќе и повеќе секоја година затоа што и самиот Мотофест е интернационален и имаме многу луѓе и многу моторџи од цела Европа и на некој начин тука комбинираме блуз бендови, рок бендови од Шпанија. Оваа година ќе имаме бенд кој ќе гостува Гвадалупе Плата, тоа е еден многу добар, озбилен блуз бенд. Имаме од Италија, тоа е еден трибют бенд на AC/DC, се нарекуваат ACDI, тоа е најдобриот бенд по мене трибют на AC/DC групата. Имаме бендови кои ќе гостуваат нормално од Србија, како Рок Апотека, авторски бенд и нормално тука би сакал да го како главен на крај шлак на тортата е Ван Гог. Тоа е нашиот стар пријател Ѓуле со бендот и покрај нивното учество оваа година спремаме еден специјален подарок за публиката заедно со бендот. Тоа ќе оставиме како тајна, кој дојде ќе може да види, да се увери во тој нов момент кој што го спремаме. Напоменавте, очекувате над 20.000 посетители, нешто што веќе се исполни минатите години. Некако за овој фестивал секогаш е голем одзивот, доколку анализираме од културни вева на манифестации во Куманово има забелешки дека одредени фестивали не се посетувани. Меѓутоа тоа не е случај со Моторок Фест. Кој е рецептот на сиот овој успех? Па вака, да, посетеноста е голема секоја година и ние сме секогаш скромни со бројките, не сакаме многу да лудираме. Скромни сме, меѓутоа се гледа на дело, самиот фестивал едноставно луѓето го препознаваат, се препознава, рецептот е нема многу математики, виши математики, просто е треба да го дадеш срцето, треба да се дадеш максимално таму во организацијата. Фестивалот е од отворен карактер, значи од најмлади до најстари, од моторџи до немоторџи, до рокери, едноставно значи секој љубител на музиката, на фестивали може да дојде да присуствува и да биде угостен со сите нишани. Токму така, влезот останува бесплатен, да ги поканиме кумановци, меѓутоа и пошироко гледачите од целата држава да дојдат да уживаат 12, 13 и 14 јуни на спортскиот аеродром Аџитеп. Така е, тоа е нашето главна цел, значи останува влезот бесплатен за сите, и за моторџиите, и за цивилите, голема покана до нашите сограѓани, до граѓаните на Република Македонија, до сите републики од Балканот, каде што доаѓаат многу гости, за кои сака да биде на добра забава, на домаќински пречекан и испоштуван, тука може да го доживее тоа.
Ви благодарам на одвоеното време и посакувам успешен фестивал и сите останати успешни активности и секако да остане да го зачувате оној тренд кој веќе го изградивте како клуб. Да напоменам дека само имавме можност да разговараме со неколку членови, меѓутоа клубот Мечки од Куманово е значително побројан. Ми останува на самиот крај секако да посакам успешен фестивал, а ние секако ќе се обидеме се до тоа да го проследиме и да го доловиме на гледачите. Студио.